Тоа темата на денешната пресконференција преку напредување на арбитражното законодавство до подобро деловно обкружување. И во таа насока на денешната пресконференција е доктор Горан Рафаиловски, председател на постојаниот избран суд арбитража при Стопанската комора на Македонија, но на почеток ќе дадеме збор на доктор Татјана Штериова, секретар на постојниот избран суд арбитража при Стопанската комора на Македонија. Благодариме. С цел да го приближиме арбитражното решавање на споровите до деловните субјекти, постојаниот избран суд арбитража при Стопанската комора на Македонија со поддршка на двајца партнери, тоа се Централно европската иницијатива и амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија, организира арбитражна конференција која ќе се одржи оваа недела на 28 и 29 март, а централната тема на конференцијата ќе биде прашањето за унапредување на арбитражното законодавство во Република Македонија. Имено, во моментот арбитражното законодавство во Република Македонија уредува два различни режими за споровите со и без меѓународен елемент. Од една страна, во однос на споровите кои што имаат меѓународен елемент, уредувањето е во Законот за меѓународна трговска арбитража на Република Македонија, кој што е донесен во 2006 година и чии што решенија во основа се базираат на решенијата на UNCITRAL модел Законот за меѓународна трговска арбитража од 1985 година, додека во однос на признавањето и извршувањето на странските арбитражни одлуки предвидена е директна примена на Њујоршката конвенција. Сепак во овој закон не се земени предвид измените на модел Законот на UNCITRAL за меѓународна трговска арбитража од 2006 година, поради што во него постои простор за дополнително усогласување, односно ажурирање на овие одредби за да ги следат модерните трендови на светските всушност трендови на меѓународната арбитража. Меѓутоа, од друга страна, работите, односно состојбите се малку попредизвикувачки кога станува збор за арбитражата без меѓународен елемент. Во овој случај, законското уредување е содржано во Законот за парничната постапка, односно во глава 30, која што е наречена постапка пред избрани судови. И овој режим кој што е уреден во Законот за парнична постапка во повеќе делови содржи различен режим, односно уредува различни критериуми за неколку клучни прашања во арбитражната постапка, за разлика од арбитражата во споровите со меѓународен елемент, поради што сметаме дека е потребно да има усогласување, односно воведување на еден единствен режим во кој што ќе се процесираат арбитражните постапки. Постојаниот избран суд арбитража е единствената функционална арбитражна институција во државата која што има повеќе деценинска традиција за решавање на спорови, а повеќе од 25 години има и надлежност за решавање на спорови со меѓународен елемент. Статистичките податоци за работењето на постојаниот избран суд арбитража покажуваат дека речиси е идентичен со односот на постапки кои што се поведуваат со и без меѓународен елемент, односно конкретно во последните 2 години 46 спорови биле внатрешни спорови, додека 46% од поведените постапки биле спорови кои што имаат карактер на спор без меѓународен елемент, додека 54% биле постапки поведени во спорови со меѓународен елемент. Тоа што е вредно за одбележување, како што покажуваат и податоците на слайдот позади мене, е што прилично позитивни се резултатите во однос на позитивното времетраење на постапките поведени пред постојаниот избран суд арбитража. Во изминатите години тој се движеше околу 230 денови, 2017 година просечното времетраење намалено на 208 денови, а веќе во 2018 година можеме да се попалиме со просечно времетраење на поведените арбитражни постапки од 186 денови, односно приближно 6 месеци. Кога станува збор за користење на арбитражата како метод на решавање во светски рамки, светските трендови покажуваат дека таа се уште има неприкосновено место кај бизнис заедницата како најпрефериран метод за решавање на нивните деловни спорови. Тоа несомнено го покажуваат и податоците од арбитражното истражување, кое што традиционално секоја година го спроведува Универзитетот Квин Мери во соработка со адвокатското друштво White & Case. Како што покажуваат податоците, речиси 97% од испитаниците, а тоа се представници од правници од деловните субјекти, понатаму адвокати и арбитри со повеќе годишно искуство. Значи 97% од испитаници ја преферираат арбитражата или како и самостоен метод за решавање на спорови или како метод во комбинација со некои од другите алтернативни начини на решавање на спорови. При тоа, ова истражување покажува дека постојат неколку
основни карактеристики на арбитражата кои што се посочуваат како најпреферирани обележја на овој метод, кои што му даваат предност пред било кој од другите алтернативни методи за решавање на споровите. Пред се тука се мисли на извршноста на одлуките, која што е загарантирана со Њујоршката конвенција. Понатаму, значително место има можноста што ја нуди арбитражата за да се избегнуваат специфични правни системи или национални законодавства. Дополнително предност во арбитражата се дава на флексибилноста на постапката, кој што и возможува на странките самостојно да ги уредат сите важни прашања кои што се однесуваат на организацијата на постапката, изборот на јазикот и именувањето на арбитрите. Дополнително, странките даваат голема вредност и на доверливоста на постапката, која што возможува се што се однесува на самиот арбитражен спор и на странките во спорот да остане тајно, односно да не е достапно за заинтересираната јавност. Кога станува збор за најпопуларните арбитражни центри, светските трендови покажуваат дека Лондон, Париз, Женева, Сингапур и Хонг Конг се најпреферирани места во кои што се лоцира арбитражата. И истовремено светските податоци покажуваат дека за очекување и проширување на примената на арбитражата како метод за решавање на спорови во некои од областите кои што излегуваат од границите на традиционалните трговски спорови, како што се областа на енергетиката, градежништвото и инфраструктурата, како и банкарството и финансиите. Токму водејќи се од овие светски трендови, направивме обид да конципираме арбитражна конференција во која што ќе бидат вклучени овие клучни прашања и да бидат доближени до македонската јавност, правничка јавност. Па го поканувам доктор Горан Рафајловски да ги презентира на кратко основните обележја на конференцијата која ќе се случува оваа недела. Значи, во главном, Тања ви кажа се што е потребно за арбитражата и што ќе се случува всушност на арбитражната конференција во четврток и во петок, каде што имаме исклучителни гости, почитувани стручни луѓе од надвор, а и од Република Македонија. Значи, нивото на арбитражната конференција која се одржува втор пат поред во Република Македонија и благодарејќи на ЦЕИ, благодарејќи оваа година плюс и на швајцарската амбасада, на донацијата од швајцарската амбасада, возможува приближување на арбитражните правила и норми всушност до нашата јавност, воедно до бизнис заедницата, а се надевам и до владата на Република Македонија, која што треба да разбере дека сите нови практично инвестиции што ќе ги направи во рамките на Република Македонија, а каде што ќе има и домашни и странски компании, истите е најдобро да ги решава преку арбитража, заради тоа што решавањето на одредени процеси и прашања кои се дискутабилни, овдека би се решиле за исклучително краток период и по избор на стручни лица од двете страни, во кое што интегритетот на лицата е сигурен и интегритетот на судиите е неприкосновен во било која ситуација заради фактот што тие пред се имаат некоја си собствена историја, влијание и значење во општеството, а дури потоа се арбитри на арбитражниот суд на Република Македонија при Стопанската комора на Република Северна Македонија. Од таа причина можам со задоволство ми е да ги повикам сите да дојдат заинтересирани, не само адвокати, не само лица кои се занимаваат со право, туку и делот на бизнес заедницата, да ги разберат предностите на арбитражата и да ги разберат спецификите кои што ќе настанат од една арбитражна постапка во која што тие би пристапиле, за разлика од онаа позната или прочуена така наречена судска постапка која имаме во секојдневието. Арбитражната одлука е една, немаме право на нејзино отповикување и од таа причина процесите не траат подолго од 6 месеци во просек во Република Македонија, тоа што можеме со гордост да кажеме дека сме една од арбитражите кои најбрзо го вадат конечното решение, кое е меродавно и кое истото може да се спроведе веднаш по донесувањето и подпишувањето на арбитражната пресуда.